Во домот на семејството Чиндаровски од Берово веќе 2 месеци ноќите се осветлуваат со свеќе и газија. 4 од деленката на Диренка, петките ги добива со мака и со понекоја изгореница на рачињата од свеќите, но таа не се жали, вели дека и е добро, само е несреќна затоа што сијаличките на елката не светнаа ниту за нова година. Локалната власт одлучила населбата каде што таа живее повеќе да не добива струја од филтер станицата. Одличен ученик, да ви покажа само да видите. На свеж рацете и се изгорени од книгите. Чуда се като мајка ка успева. Ја си држа свешчата, она пиша. 30 на жители повеќе од 20 години живеат во оваа населба во Берово, бидејќи не е урбанизирана, тие струја добивале од филтер станицата и за неа велат си плаќале, но тоа било незаконско, па претходниот директор на Беровското комунално предпријатие за ова заработил кривична пријава. Значи никогаш не сме ја крали струјата, значи не е криминално да направиш нешто човечко. А в наша држава е значи криминално дело да излезеш на човеку пресред, а да украдеш и да излажеш не е криминално дело. ДВН ни велат дека треба директор и градоначалник од на добра волја да не приклучат. Пред избори рекоа оти ќе има тука струја. Се ќе биде во ред. Градоначалникот е дециден, нема струја додека не се урбанизира населбата. Проблемот ќе биде позитивно решен со донесењето на законот за легализација на дивоградбите. Ние го очекуваме законот што поскоро да биде донесен и јас како градоначалник ќе се залагам да ова биде легализирано, овие објекти да бидат легализирани и така да им помогнеме на луѓето. Додека се легализира населбата, овие луѓе очекуваат помош и од декадата на ромите.